Што преживуваш? Ја пишам тикет, брат. Еве ти билтенче, не ти треба билтен? Не, брат. Спортлев си имам онлайн, брат. Само брз код, имам картичка, најавен сум. Брз код 5-6 бројки. Чекај, пребрзо е ова за нас двајца, бе, чекај малце, шо е тоа? Демек, можеш онлайн да си пишеш си го тикет? пишеш ливчето и ти дава брз код, само го кажуваш кодот и ти ги пишеш утакмиците, типовите. Не губиш време. Можеш и на другар да му пратиш, само плати ми го. Кажеш дека Значи онака- нашо ливче со кодот си го... Да, код само и ти искача ливчето. Значи само ја искачам поладново да пишувам тикети тука, така, Па треба да следиш и на хартија со билтене веќе не е ај ќе ми го направиш ти тоа на мобилен, пошто ја не знам, може. никаков проблем. To give Chelsea a place in the Champions League final. The headline has been written. Unbelievable! Тука и официјално почнува новата епизода на Скратен корнер. Добре дојдовте. Момци, како сте? Одлично. Чекав друго Одлично. прашање. Да. Не. Овој пат почнуваме од баш од тоа прашање што треба. Како сте? Зошто си одлично? Само што додов од патување, ми беше роден ден, викендов, спомена фудбал, потрошив сите пари, бла, на така, итана. Добро, да. Не ти е прв пат. Не ми е прв. Одличен е, ама посиромашен. Добро. Како е кај тебе состојбата? Па окей. Малце е така... Тебе не ти Некоја- беше роден ден. Не беше роден ден. Добро. Колку 30 пати годишна да беше роден некоја- ден? Колку пати му е годишна роден ден? Да? Добро, Да, нешто не е кој што треба, нешто не е добар, али пројде се, не е корона, фала Богу, се е окей. Наспротивно немаше да бидам тука со вас. И... Ти си подобар, Барса уште не е подобра. Аман бе, другаре. Ова е рекорд 40 секунди му е најрано што ја спомнам. Аман, окей. Во добро расположение сте, мислам, за разлика од најувачите на Барса. Не, се шалам. Да, до тука ќе, момци, драго ми е што сте добро, тоа значи дека имаме енергија и имаме ентузијазам за да почнеме една многу добра епизода. Така. Најавувам многу добра епизода, а вие останете така и стиснете subscribe, лайк и се Share. останато. Ретвит, фоло за фоло. А сега добро дојдовте во нашиот нов сегмент на што се твита. Да го омнена малце Кирче пред тоа што и онака доволно зборува. Сега ми е мене време за зборување, нели? Сега наша Фала ти. време. Ќе ни кажеш ли што се твита? Да. Тоа ми беше планот. Тоа планира стенно да Да, кажам. затоа така се вика сегментот. Што се твита и да ни покажеш. Окей, првиот твит. Пиндар, Курка долна црта 32, нашиот добар вреден пријател. И диџејот кој што помогна да се врати Да, техното во парк. успеа да го врати Shout техното out во до парк. него. Да, браво за Курка. Курка свака час. Курка Појачај со тука твитање. публика не слуша сега кога ама нема врска ќе ја чуе уште еднаш во епизода. Што викаш што твитна? Добро во скратен корнер, те тера да играш. Што те тера да играш? Што да играш? И мене тоа ме интересираше. Добро, еве, спортска да играш. Фудбал, Фудбал играчки. да играш. Да играш играчки, да играш. Да. Не знам. Други ствари. Танго може би, не знам. Треба да имаш партнер, за танго се потребни двајца. Абе имаш коли таму ќе ти дадат некоја Точно. повозрастна девојка, жена, како да кажеме. Има, не е дека нема, се наоѓа. Ама битно е за играње. Може украинка. За да играње. не. Битно за играње. Да, битно е за играње. Што ве тера да играте? Скратен корнер. Кога гледате скратен корнер, на каква игра ви текнува? Пишете ни долу во коментарите и не знам. Поздравете го Пиндарот. Да, пингајте го. Чисто да му Ќе ви кажете одговори што на мислите. сите, многу љубезен момак. Да, има време доволно сега да сите ќе ви одговори. Што ни е следно? Следното ни е твитот Фудбал Македонија. Надпреварот со полуфиналиот надпревар со Италија. Аха. Македонија ќе го игра во Италија, како што веќе знаеме, на стадионот Ренцо Барбера, односно стадионот на Палермо. Многу добро Сицилија. познат стадион за двајца наши репрезентативци. Илија Несторовски, да, и Трајк- Александар Трајковски Трајковски. беа играчи на Палермо некое време. Ќе ни донесе ли среќа? Среќа ни треба и мислам дека ќе ни донесе. Мислиш дека ќе ни донесе? Да. Стадионот не е Нестор Гол. Добро, да. Тешко и дека ќе игра, меѓутоа се надеваме дека ќе се опорави до март и дека ќе може да настапи. Да може да се радува со нашите
Па барем од клупа, репрезентативци, ако да. ништо друго. Да, чисто ќе им кажа и дечки, пазе таму има една Да. тука. Кога ќе пуцаш од таму ќе пуцаш има една тумба, вага ќе префрли топка да ќе одзесете голман. Океј, фудбал менаџер. Еј, да. Го видов твитов. Фудбал менеджер. Што се деси со жребката за Лига на шампиони? Фудбал менеджер има еден многу интересен твит, онаков со save before you quit and exit, знаеш, онака кога ај дај одново ќе го изиграме, а не ми одговара. Што се деси? Зашто? Не знам. Не знам што се деси, само Челси да си зачувале. Аха. И мора Они да кажам, доволно платиле. Да, сейв со В на крај, пошто ја ќе ми степаш еднаш сейв со Ф кажав и Да, многу ни е битен правопис од тука. не сум бил од боговиње. Така со В морало на крај, така ми рече. Воглавно да ја објасниме работата. Се случи нешто што УЕФА го објасни како софтверска грешка, меѓутоа реално повеќе беше грешка на луѓето кои што извлекуваа таму Аршавин и компанија, кои што ги извлекуваа двојките. Аршавин беше возводен, прв пат допира играч на Арсенал трофеј од Лига на шампиони, морално се опрости. Мала шала. Да, мала шала. И многу вистина, голема вистина. Не, воглавно него ставија топчето на Манчестер Юнайтед во шеширот со Атлетико Мадрид и нели комисијата на УЕФА реши дека по жалбите од неколку клубови реши дека одново ќе се одржи жребката. Атлетико требаше се радува зашто го тргна Роналдо да не биде кај нив, ама си го бара, си го добија пак. Да. Види, Колку пати ги исфрлува Роналдо во Лига на шампиони? Ювентус, Реал Мадрид. да, веројатно некако ми мириса дека пак бидејќи многу им е накревен на нив, не ни пропушта утакмица без да им дае гол, мислам дека ќе им биде доста зезнато. Последниве неколку утакмици онака. Да. Добро го тргна. Дали даваше со Норич и со Она Кристал што- Палас и со некои такви. Она што ми беше интересно односно по првото излекување за жребката, нели имаше некоја дискусија на Sky Sports у која што се вклучуваат тука сите што беа на панелот и не знам, ова ќе се случи, ова ќе се случи и Майкл Овен уште една класика изјава произведе негова, вели па да, вика, ова со одново излекувањето вика е многу логично. Секој ќе има полесна или потешка жребка. Освен ако не му се падне Истина. тимот што му се паднал претходно. No shit, Sherlock. Гениално. Како го срочи, како го свати ова, Майкл Овен е еден од најголемите умови на нашето време. Као твитот со вакцината. Хаштаг главок. Тоа Ја игра да му е фудбал како еден, Роналдо, да. да му е еден испад на Майкл Овен, ајде ќе сватиме вака му е милиардити. Момци, ги имаме двојките. Да. Знаеме кој со кого ќе игра во осмина финалето од Лигата на шампионите. Предлагам да одиме и да го подискутираме тоа, бидејќи мене многу ми фатија око две двојки. Ајде. Ставивте лайк. Ајде, доаѓаме до пола епизода, треба да имате лайк тука долу под видеото. Сега и официјално ја почнуваме главната тема, односно нашиот муабет на неделата. Една работа стварно онака ми се виде многу интересна неделава. Почеток на недела чекаме излекување за Лига на шампиони. Лига на шампиони излекуваат, за 15 минути ни кажуваат, слушај, фрли тоа ливчето, сите двојки што си ги запишал, не се тие, одиме одново. Во почеток, да. Да. Ајде одново. Направија одново, извлекува нови двојки, некои нови, една се погоди стара душе. Стигнавме до осмина финалето, ги имаме двојките, па да почнеме од тука. Како ви се допадна денешна жребка и генерално овака, што мислите за грешкава, реално смее ли да се дозволи за една организација како УЕФА? Па не сме да се дозволи, Ама може да се случи, чига. се случува и на најдобрите. Затоа и го кажав за една организација како УЕФА, бидејќи УЕФА заебува по некои 7-8 работи у годината, па сум као дали смее да им се случи? Смее да им се случи, ние најстрашно ни ништо, мислам. Луѓе умира онакво по европски и по светски првенства, па сега. Пaro УЕФА исто. Да. Ја гледаше или не ја гледаше, тоа го Не ја испрати по нет. Не ја гледав, да видов на интернет што се случува, видов дека немаш првеш жребката и после тоа чекај нешто се дешава, почна да се зесаат демек
Манчестер почнали да се бунат зашто дека жребката не е окей, и нешто имаше зезанци, додека копирам отпосле ствари било дека имало нерегуларности некои со жребката и дека заради тоа ќе има дека ќе има повторно нели излекување и тоа е како преседан. Да. Пошто Да, на некој реално начин, на се нема таговеден настан од такво значење каде што се што треба да направиш е да ги сместиш топчината таму кај што треба и да ги излекуваш и најнаш you had one job. Да, многу ми е интересно дека целата таа помпа што се прави околу тоа излекување сега некако им спласна онака многу ненадејно, бидејќи нели тоа е некој елитен настан, па тука се сите костумосани, па тука не знам супер официјално го прават тоа и на крајот им се случува глупава грешка како на пример и топчето не го ставив таму кај што требаше. Таа е кому дават водка на човекот пред. Да, мислам дека грешка. окей си е целиот процес нели на ждрепка и на тебе преносот нели од самата ждрепка, меѓутоа човечкиот фактор денес беше пресуден. Да. Не знам како можеш да си дозволи пошто буквално на секој сат го имаш онака ливчето како тоест името на екипата, само треба да земеш топчето го ставиш. Да, пропуст. Меѓутоа Прво го стави кај што не требаше на Юнайтед, после нели кај што требаше го стави, не го стави, не знам, глупости се задеси. Смешно од секој случај. сега, ајде, ги имаш двојките, се надевам дека отворено. На кој му се погоди жребката? Кој доби онака добра жребка и Сити, Бајерн. Сити, Бајерн, Јуве и Ајакс. Ајде да ги кажеме со кого Не би игра. рекол Јуве, Сити игра со Спортинг, Бајерн игра со Салзбург, со Ред Бул Салзбург и Ајакс игра со Бенфика. Мада и тука ми се погоди Бенфика на е Ајакс, слаба е Бенфика. и Бенфика е добар, Ајакс е добар, одлични се сезонава, али Бенфика пак се тука некаде имаат повеќе шанси Ајакс да ги победи. Ајакс мислам дека- дека се падне Челси или Ајакс Сити. мислам дека ги има 66 победи, највеќе голови дадени и најдобре стрелец Холер е таму, така што Да. Они беа доста убедливи. Па мислам дека му се погоди жребка на Юнайтед. Не од причина што му се погоди, не знам, слаб клуб или што и да е, му се погоди омилениот ривал на нивниот најдобар играч. И сега малце кога ги гледа Атлетико Мадрид, знаеш, како да кажам ајде квази фан на Атлетико. Мене ме нервира односот на Атлетико што го имаат кога играат против Роналдо и против Реал. Се гледаат себе си како мал клуб. Преплашени се од Реал и од Роналдо. И мене тоа многу ме нервира, мислам дека ќе влезат во овој дуел како однапред поразени и многу веројатно дека лесно ќе ги преслушаат Юнайтед. Тоа е некое мое лудо предвидување. Не е лудо, што така мислам. Постои можност, не дека не постои можност. А не гледам како Атлетико би можел да даде, да речеме, повеќе голови од Юнайтед, бидејќи не гледам како Атлетико може да даде повеќе од 2 гола на утакмица. Сега моментално многу слабо игра. Да. Сепак утакмиците се Доби- играат февруари, втора половина на февруари Да. и можеби до тогаш ќе ја променат формата, ќе добијат некако темпо и така натаму. Сега моментално ова што прикажува Атлетико не е тоа што треба да Не, биде. бидејќи Сега неколку во гола. во двата надпревари со Милан слободно ќе си кажам го надигра. Милан го надигра Атлетико. Атлетико е многу подобар клуб во моментов од Милан. Мислам според тоа каде е и кои играчи ги има и се до тоа. Милан го надигра на два надпревари. Реал го победи многу лесно. Да, 2:0 во градско дерби како рутинска утакмица. Онака дојдовме, издоминиравме, си отидовме. Владко спомна преска дека има тешка победа против Со Порто. Да, и Тоа- ја извојуваа Тоа тешко. влијаеше многу на резултатот против Да. Реал. Да, послабе се од Реал Мадрид моментално, ама многу влијаеше тоа. Два гиганти се сретнуваат меѓу себе во осмина финалето. Пари Сен-Жермен против Реал Мадрид во оригиналната жребка не беше вака. Реал Мадрид Да. се падна со Бенфика. Флорентино Перес имаше некоја поента која што му се чинеше логична, вели зошто би го извлекувале одново Реал со некого, кога грешката се случи откако ние веќе бевме извлечени, она со Юнайтед во првото извлекување. Меѓутоа, ја преновија целата жребка, што е, мислам, и најфер начин да се направи одново, им се падна ПСЖ. Што очекуваме во овој дуел? Мислам дека со право се бунеше зашто му се падна најлесниот можен противник. Бенфика е најлесен можен противник. Као второ место и од прво место мислам дека Лил е далеко најслаб можен противник. И сега Реал Мадрид се доведува во ситуација од најлесниот противник можен да игра со вториот најтежок противник или може и најтешкиот, као ПСЖ и Челси беа во
Да. Второ место сега играш против нив, што е неизвестно и не знам, сите го стават и како ПСЖ како фаворит пред Реал Мадрид. Не би рекол. И според обложуванци, според Оно што се, јас да. го читав онака од впечатоци со друштво, сите го стават ПСЖ како фаворит. Јас не стојам на истото, бидејќи Не, ја не верувам стојам, во реков, таа сите го шампионска ДНК, Па. ама ја има и во ПСЖ, не е дека Ја има и во ПСЖ, не дека нема, али пак се работи со Реал Мадрид. Реал Мадрид сме го гледали од далеку полоши изданија во текот на сезоната, ама кога игра Лига на шампиони, Реал Мадрид е Реал Мадрид. Тоа мене многу ми се допаѓа кај нив. Значи они кога играат Лига на шампиони се друг клуб. Играат со 300%, не играат со 100%. И самата нивна перцепција дека да, ние сме тимот со најаки титули во Лига на шампиони. Ние припаѓаме тука и ние секогаш треба да се бориме за титула. Тој момент уствари што прави разликата претпоставуваме кај играчите и кај целиот тим и тренери така натаму и така натаму. Па Париз го има најдобриот тим на хартија. Го има најдобриот тим на хартија, али некако тој најдобар тим на хартија, Климава на терен, имавме да, епизода да, цела, и нели? заради Да. тоа би му дал шанса на Реал. После тоа што го видов вчера со Атлетико. со Атлетико Мадрид. Реал Мадрид е одличен и плюс зима овако донесот како играч. И овака се супер. Одбраната е Многу добра. избега и во Шпанија, ќе видат, може да калкулира да одмараат. Да. Истото и со ПСЖ, одморени играчи. да, истото и со ПСЖ во Затоа Франција. би рекол дека е тука би остал фаворит Реал Мадрид. Ајде да типуваме. За крај, на кратко, само да одбереме победник од дуелите, ќе почнеме од оној кој што нели најмногу го чекаме. ПСЖ против Реал Мадрид. Имате мислење како што слушнави претходно? Да. Ајде. Реал? ПСЖ. Тука сме поделени Реал и ПСЖ. Ти? Инстинктот ми кажува ПСЖ. Не знам зошто, некако е европско надпреварување. Реал Мадрид се замери со оваа управа на УЕФА. Не сум сигурен колку тоа ќе им пројде. Ајде, 2-1 го надгласавме. ПСЖ. Ајде. Спортинг Сити? Ќе биде тешко, Сити, ќе биде Сити. 5-0, ќе биде Тешко 5-0, и да. тесно. Да, Сити. Сити, No добро. brainer, онака. Добро, после тоа имаме Ред Бул Салцбург со Бајерн Михен. Бар Михен мислам Михен, дека најлесниот противник си го доби. Обожава овакви послаби екипи што играат на паѓачки, мислам дека може да им Да. стрпа 10 ако сака. Да, и ќе има убава утакмица. Интер Ливерпул. Да, добар тренинг. Да. А Интер Ливерпул, би рекол Ливерпул, ама тешко ќе. Да, Јас би рекол со Ливерпул, али да, ќе биде доста тесна утакмица. Јас очекувам добра, ама лесно добиена за Ливерпул. Одиме натаму. Океј, Челси Лил. Челси. Челси, Зошто? не можам покрај Челси. Знаеш зошто? Најмногу поради тоа што Лил продава двајца играчи во овој јануари и стоперот Ботман, Свен Ботман, неговиот агент да. најави дека си оди во јануари. Така што ќе бидат уште дополнително ослабнати, не гледам како би им дале отпор. Понатаму Вилјареал Јувентус. И јас мислам исто. Вилјареал да го помине Јувентус. Да. Со оглед на тоа Јувентус колку лошо игра сезонава. а и со оглед на тоа дека Вилјареал се Вилјареал актуелни побед- европски шампиони. Вилјареал ја победи Аталанта на гости и тоа убаво ја победи. Аталанта не е толку послаба од Јувентус, меѓутоа Јувентус ќе потоне под морницата. Немој да пишува таму Вилјареал дека го гласаме, пошто ќе биде стварно смешно. Сакам Јувентус. Сакам Јувентус. Имаме ли дополнително мислење? Не може Вилјареал. Јове се оградува, немој, нерешено пише Јове се 2-2. оградува. 2-2. Добро. Јувентус. Следна Атлетико Манчестер Юнайтед. Тука мислам дека се сложи. Юнайтед. Јас сум за Манчестер Юнайтед. Юнайтед, да. Да, некако и Многу јас потешко мислам од што сите мислат. Многу потешко од што сите мислат. Види, да, и се сложувам со тебе, мислам дека две минимални победи би ќе Мислам оствари, дека ама- една победа и едната може да изгод, може не решена, ама ќе помине Юнайтед. Дали пенали, дали продолжителци, дали еден гол разлика, бидејќи нема гол гости. Правило. Бенфика Ајакс. Таа е Ајакс. последна? Да. Тоа ни е последниот Да, дуел. Ајакс најголемото изненадување позитивно, Бенфика најслабиот можен противник, или со Лил заедно, така што Ајакс. И тоа сигурно 3-4 гола ќе даде Ајакс. Да се надеваме. Тука ќе падне доста добар фудбал, како нели уште повеќе од Да, да. од надпреварите.
Вие пишете ги вашите предвидувања долу, особено сакаме да знаеме што мислите за надпреварот Манчестер Юнайтед Атлетико Мадрид, кој мислите дека ќе излезе као победник, ајде дали верувате у старата гарда на Юнайтед или Атлетико Мадрид и Симеоне ќе смислат некој лек за нив. Сега дали може да наздравиме и да го оставиме Јове да си Прашува фудбал. прашува Може. фудбал. Cheers. Cheers. И се гледаме. Добро вечер. Добре дојдовте во уште една емисија на Јове прашува фудбал. Денеска со мене е Антонио од Хани Беџер. Добре дојде. Кажи ми, Антонио, што е Хани Беџер и што е во превод, дали знаеш што значи Хани Беџер? Хани Беџер во превод е медовиден јазовец. Тоа е животно кој живее во Африка. Во исто време, така се вика и нашиот бренд кој го создадовме тука во Македонија. Тоа е бренд за спортска облека. Постои од 2019 година. Аха. И целосно е македонско производство. Сакаме да направиме бренд кој ќе ги задоволува некои светски стандарди, меѓутоа со цената ќе биде достапен и за најобичниот граѓани. Викаш спортска опрема. Какви се продукти има? Има маечки за трчање, дуксери, овој дуксер сега што го носиме најновата колекција, шорцеви, хеланки за теретана, за тренинг, за терапија. Ако правите спортска опрема, дали ќе правите облека за шах? Облека за шах, каква би била таа јова? Па мислам сакоа имаат едни и на нив ги има овие спонзорите. Може да се размисли, може да пробаме. Поздрав до Магнус Карлсен и многу среќа во мечот со Јан Непомнијачи. Не знам дали знаеш дека играат сега моментално е светското првенство на шах се одвива. Денеска кога го снимаме ова е се уште не решен резултатот, кога ќе излезе емисијава не знаеме, ама ние навиваме за Магнус Карлсен, моменталниот шампион на во шах. Чекај да видам кој е другиот. Да, разбрав за тебе дека си тренирал бокс. Да, точно. Кажи ми малку за тоа. Тренирав бокс како секој, нели, од средношколски денови, ме интересираше спорт, ме заинтересира боксот. Почнав да тренирам, така влегов у тоа и така. Дали е вистина овој филмот со Хилари Свонг? Не знам зашто ме прашаш. Па има еден филм она која е боксерка и после ќе падне у несвест нешто и ќе биде многу лошо, дали е вистина тој филм? Не сум го гледал филмот. Не си го гледал, добро. Мислев дека знаеш бокс сама во ред. Дали имаш сепак омилен фудбалски клуб? Да, навивам за Арсенал. Кога ќе правиме дресови у Хани Беџер? Кога сакате вие само изразите желба, пишете вашата желба, ние ќе ви одговориме. Ќе Аха, понудиме најдобри значи имате дресови. опција, има опција да се прават овако. Дури ако сакаме ние тука да си ги пишеме, да си ги Може направиме. слободно на фудбал играте умало, се собирате, правите тим за фудбал. Ние ќе ви направиме дресови по ваша боја како сакате, со ваша штампа, со ваши логоа, дизајни, бројки, презимиња и така. Супер, ти благодарам. Тогаш дај shameless promotion ако правиме и јас да си направам на Bring Back Techno на дека направивме соработка со вашиот бренд. Да. Дека има и таква оваква маичка. Битно е дека дресови ќе направиме сега со овакво за во емисијава. Фудбалски екипи кажа дека го сакаш Арсенал. Што ти текна на така необичен клуб да најдеш? Зашто не обичам? Имаше овакво као една слика, не знам дали ја виде, Тиери Анри и Арсен Венгер, овакво дека се виновниците. Во тоа време најавам. Да, цела една генерација заеба. Цела една генерација заеба ги оштетија децата да навиваат за овакво, но во ред. Ја бев малку постар за среќа, знаев. И не навлегов. Да, и јас избрав сепак Тотехем и сум посреќен. Добре, дека ривали. Антонио, ти благодарам многу што беше дел од емисијата. Фала Јова. Секој е добро. Чао. Чао, чао. О, добро, ова е до мојот тим или до кое што Милан секој коло игра дерби. Милан Наполи неделава, мислам... Така биле наместени звездите хороскопот. Или формата моментално на секоја такмица ме дерби. Бога ми Со овие ДНЗ дерби, со Интер дерби, со Јуве 10 дерби. години уназад цело време дерби ја играме. Доаѓа во лош момент, мене тоа ми е проблем. Добар момент. Зошто добар Па момент? Наполи у криза. Наполи е во Милан резултатска не е криза. Наполи е во резултатска криза, меѓутоа ги има сите играчи. Милан е во играчка криза и има еден куп повредени и тоа почна да се осеќа
резултатски план. Уште не почна утакмицата, одма бараш изговори за неуспех. Оу, секогаш. Секогаш. Значи цело време нешто па вакви се, оваа пратка копачки е ваква од Nike, па затоа не тепа, па знаеш топките се лоши, па не може да го погодат Па голот. наполубави Цело дресови време. имале, па не може. Да, па ги гледаат многу ово. Значи мора да се најде оправдание пред време за после тоа да знаеш што си им кажувам другарите. Воглавно Спремен си. па спремен сум, да, мислам дека за оваа утакмица ќе ми треба оправдание. Онци мислам дека нема да добијат Милан. За жал. Добра. За Значи, жал. тип Значи тип Ќе даде гол ли барем Милан? ќе даде гол Че како и Емполи секоја му даде- утакмица, ама ќе ќе прими на прими. Наполи. Ќе Да, прими. гол, ја мислам дека така. Да, Гол, некоја нешто гол. Па гол, само гол, може еден Апсолутно. тоа ме плаши. Да, некако би одел јас со гол и таа ми е некако Типот така. Да. Ја мислам гол и тоа Елмаз дава гол. Зашто да не им даде? уф, ако ништо Кога друго, можеше, гледале кога како можеше види се Пандев дека од ќе слободен да им ошиме. дава гол. тоа би Зошто било не се нака повтори? светлина на крајот од тунелот, разбираш, барем е Елмаз, не е некој друг. Сладка болка, сладка Знаеш, болка. Да, да. да. Што реално мислам, иако играат на домашен терен Милан, стварно, мислам дека ја имаат можноста да ги победат и ја имаат силата да ги победат, меѓутоа едноставно играчки не се присутни, не се тука. Оваа недела ако излезе уште некој ковид случај во Милан ќе биде уште полошо. Веќе има многу што се ничкосани, десетина играчи недостасуваат. Да успеат да издржат до јануари, јас на тоа се молам. Оваа ја запишуваме како гол на тикетот. Да. Па да. Океј. Може да ставиме како гол-гол. Па ќе им кажеме на момциве од Супериор ова таа уплата према нас, а? Што ако носиме лоша среќа? Една од нас. Една од нас. Може да ја модификуваат са и они, ама гол-гол, па и не е нешто добар тип е. Ако сакаат ќе достават Ќе нешто добават 3 нешто, плюс, може че би, да, ово, да, ама да. тоа е. За сите останати надпревари, Супериор ќе го дополни тикетот. Повелете момци, Одлични прогнози. сцената е ваша. Одлични прогнози. Одлични Одлични прогнози, прогнози. ама чекаме Уште да фатено ливче. по-одлична компанија. Да. Ајде. Здраво на сите! Моето име е Тодор Тодоров, имам 22 години и сум од Штип. Во компанијата Superior Dispatch Service работам веќе 6 месеци. Мојата денешна задача е да им помогнам на момците од скратен корнер да го направиме добитниот тикет. Минатата недела имавме доста добар тикет, но на жалост Наполи не беше на наша страна. Затоа овој викенд ќе се потрудиме да го направиме конечно добитниот тикет и моите типови за предстојниот викенд се следниве. Почнуваме со Премиер лигата, каде што игра мојот омилен тим, тоа е Манчестер Юнајтед, игра против Брайтон и мојот тип за оваа утакмица е кец и 2 до 4 гола. Потоа одиме во серија А, каде што имаме два дерби на преваре. Овде моите типови се Аталанта Рома, ја типувам кеци од 2 до 4 гола, а Милан Наполи X прво полувреме. Потоа одиме во Бундеслигата, каде што играат Херт и Борусија Дортмунд, и овој надпревар би го типувал 2 и од 2 до 4 гола. И последниот тип за предстојниот викенд ќе доаѓа од Шпанската лига, односно од Ла Лига, каде што играат Атлетико Билбао и Бетис. За оваа утакмица мојот тип е двојка. Ви благодарам на поканата и поздрав до дечките од Скратен корнер. Тоа беа предвидувањата на Супериор. Им благодариме на дечките. Да, мислам дека избраа добри утакмици оваа коло и мислам дека ќе го имаме првиот фатен тикет во Нема да Се биде прв. надделаме, Нема да биде прв, Нема да- прв не- по долго време. прв по долго време, втора или трета епизода фативме последен пат. четврта. Наш. Наш тикет добит. Наш токет, наш тикет, да. Ќе одиме ли да мозгаме некои утакмици и да ставиме крај на оваа епизода? Да, ќе одиме да ја јадеме исто Да. така. Додиме да јадеме, вие останете така, многу сме близко до крај на оваа полусезона, значи бидете будни за она што ќе се случува во следните неколку епизоди. Дешаваат ствари. А ние си бегаме. Ќе продолжиме да пиеме вода. Момци, ова е крај. Поздрав. Заеби компирот, чекай оваа некој спешал има бургер. Си каснеш, а? Не, нема да се кастам. Јас си земав нешто друго. Леш. Ќе видиме каков е. До кога сум The месо? hero. До кога сум месо? Кога со месо? Најбољи веге храна има тука, живе се. И веге бургер добар, и бурито, веге олстар. Ми го кажа ти верувам. другарка една, многу добро. Опа, и Кој другарки доаѓа- имаш, а? Да.